Quo vadis? Dobrodojdovte vo уште една видеоколумна Quo vadis на единствена Македонија телевизија. И ова недела, за жал, немам добри вести. Немам добри вести, некако работава не се опушта и мислам дека моите констатации дека ќе има напнување до граница на пукање, ќе биде се до преземањето на власта од страна на новата администрација во Соединетите Американски држави. Очигледно на сите треба да им стане јасно дека влијанието на Соединетите држави е злоупотребено за силување на светот, за силување на други земји и држење на цели нации во страв, во војна или во закана од војна. Ова се прави секогаш со уста полна со, ајде да речем, некакви виши цели, демократија, слобода и така натаму. Ја цврсто сум убеден дека ова се прави за да се забошотат трагите на корупцијата, перверзијата. Внимателно ги збирам зборовите, не натрупувам, затоа што ја немам намера овдека да ви вадам докази и да мафтам 2 часа. Не, ја ве поттикнувам да размислите, да побарате, да прочитате. Значи, зборам перверзија, лична перверзија, изживување врз деца, сексуално зластавување. Замислете колку биле богати и моćни да правеле што сакаат, каде сакаат, со кого сакаат. Овие што се на заминување од власта. Ајде идеме геополитички, што во суштина се случува. Иако мислев дека преземањето на власта ќе биде со напнување за тоа колку пари да се дадат на своите сојузници, исто такви од нивниот сој, кои им помагаа со години да перат пари, да малтретираат, да мрцварат. Сето тоа од лична корист, а именување као борба за слобода и демократија. Имено, Украина е злоупотребена и силувана земја токму од демократите и нивните сателити скоро цела Европа, тоа е Германија, тоа е Франција, тоа е Обединетото кралство, се тоа нивни сателити, како 53 држави на... Па можете слободно тука да ги ставите и Холандија, и Белгија, и Данска. Ужас. Финска па поготово. Америка има 55 држави на своји клонови на демократите, не некакво политичко или идеолошко здружување на некаква виша идеологија која носи подобро за сите. Не, само полошо. Да не зборам со мигрантите, затоа што нема мигрант на кој му е подобро, а ги злоупотребија да биде полошо на нивните граѓани и во Европа и во Америка. Ке се прешате, ама зошто? Што е целта? Тресеш глупости, бе дебели, што јадеш гураби? Ке ви кажам, зошто беше короната? Короната беше извадена, маестрално го одигра. Маестрално. Уште има ретарди кои веруваат дека вакцините ги спасиле, уште има дебили дека Светската здравствена организација феноменално, дека тоа што сме биле во карантин било потребно добро. Тоа е неверојатно, испрани мозоци, тоа интелигентни луѓе, затоа што нема избор. Треба да се самоубијат ако прифатат реалноста, а реалноста е да се држат луѓето во страв. Човек кога го држиш во страв, можеш да го владееш како сакаш и можеш да поставиш власт каква сака. Не ти гледа кога е воена состојба, кога е здравствена состојба, кога е алармантна состојба, кога е воредна состојба. Кој ти гледа кај отишле парите за донации, за ова, за он? Гледај кај нас.
Таман се смири ситуацијава со крадења, го видовме градоначалникот на Прилосе, 6.000 евра, чак си купил количе, да се вози уште година дена, му сака газето, ама нема да ја носи дома, да, додека да стигне година дена, поло од деловите од истата кола отидоа за неговата личност. Пола милијарда у овој момент, иако ја изгубија власта, се уште не е дадено примопредавање, замислете ја лошотилок, истото, она што го сменивме овдека, истото и таму. Дадоа пола милијарда на Тајван. Зошто? За да ги зголемат тензиите помеѓу Кина и Тајван, за да се предизвика војна. Било каква војна и ескалација им треба од голем разбер, за да барем у последен момент речате и слушај, војна состојба нема примопредавање, останува власта. Тогаш е готово, game over, крај, нема дандарабамбара, Трамп стана. Не. Воредна ситуација, војна состојба, чао рагаци. Немој да мислите дека власт што направила корона, што направила, измислила сите овие работи да ве држи во страв, да ви наметне владење како што сака, дека не е спремна и за такво нешто. Прашање е само дали ќе ја натераат Русија да искористи негде атомска бомба или не. Ќе речете, Русија е паметна. Аха. Дали видовте со дронови нападот вчера кој беше извршен длабоко на руска територија? Пазете, не со ракети. Бидејќи русите им рекоа орешник. Путин во последниот говор искаче и вика. Ја преди 4 сати држеше говор. Ја го предизвикувам НАТО и Западот. Одберете цел, кажете оваа точка, или ја да ви кажем, у Киев тоа ќе гаѓам со орешник, а вие поставите све што сакате у космос и така натаму против воздушна одбрана да видите дали можете да се одбраните од орешник. Орешник е такво едно чудо, допред некоја година нив орешник им беше у експеримент. Ама како ја заоструваа ситуација, ај чекај да видиме ова и ја пуштија. Кога го направи она во темницата, танг, не ќе да ви пуштам прилози сега да ви треба у 10 минути сега да ви кажам, можете да го видите. Пребледеа сите, зар е можно да има такво нешто? Не е само што е можно, него е толку брзо да нема одбрана од него. Збориме за 10 маха, 10.000 километри во секунда, суперсонично. И тоа иде во космос и се спушта праволиниски. Што ќе направиш? Знаеш што можеш само да направиш? Да направиш неколку слоеви у моментот ако ги немаш време за таква реакција, да лансираш нуклеарни ракети во воздухот и, да речеме, на 10, 20 и 30 километри детонираш нуклеарни ракети со помисла дека ќе ја скршнат орешникот. А орешник не мора да доноси боева глава, не мора да има ни електронско наведување. Неговиот импакт фактор е таков како метеорот Селената кога удира и мава и уништува се наоколу. Кратер прави, затоа што зарива длабоко. Не, орешник е посебна емисија, се надевам дека ќе ви ја преведам, ќе ја дадам на Единствена Македонија, но под некои услови, бидејќи тоа не е моја емисија, тоа е една балканска емисија, каде што единствен професор говори за ракетната технологија за орешник. Благодарејќи на него, бидејќи му бев на 6-часовно предавање, научив многу. Ја не сум најпаметниот на свет, ама се трудам од најпаметните да дознам. На Тајван, значи, Русија гаѓа на приватни цели, цивилни цели, длабоко на руска територија со дронови. Кој ги вози тие дронови? Толку стотици километри, тоа треба boot on the ground. А такви се скриени агенти, а скриени агенти не се од ЦИА, од Сорос, NGO, LGBT, мити, тити, рити, вити, овакви, онакви, за подмачкување, нешто, масла, ово, оне, тие ќе завршат работа. Истите тие сега ги гледате дека ги летаат дроновите над Нью Джерси, над Рамштайн и над Обединетото кралство и креваат паника меѓу народот, НЛО било, се спремало нешто, бидејќи им треба дефокус. Ако дефокусот не иде, ќе улета
возило меѓу граѓани за Божик да ги прегази, за да на тоа се насочите, да не се гледа што се прави. Бидејќи ако се фокусираме и видиме за злоупотребата на децата, за сексуалните деца, за сексуалната злоупотреба на деца сексуални робови, луѓе 3 годишни деца како сексуални робови влегувале у тоа тиквата. Погледнете што се случува и на Балканите. Значи, тотално морално дегенересување. Не е тоа само у моментот делува, то стануваат трајни последици, како што беа полицискиот час да живееш со години ве држе у страв. И после се чудите, што се случи со Вања, што се случи во Белград училиштето, еве сега и во Загреб. Тоа е психоделија, бе. Тоа е ментална, тоа не земаш дрога и психоделични печурки, а веќе си на рап на лудило. Млад човек, викаш, па како делуе? Луѓе мои, се што зборите, викате и што ви трепери гласот, мислите дека вашето едногодишно дете не разбира? Па не разбира, не знае ни да збори. Да, ама неговата свест снима. Снименото тогаш ќе го изанализира, ќе му излезе од подсвет во свест, ќе му удри и на вишите центри. Што правиме тогаш? На вишите морални и етички центри. Така се владее на долги патеки. Затоа треба да се борим. Ова е светско зло. Ова не е зло само во Америка. Ова не е зло. Ова зло го имате и во Кина, го имате и во Русија, го имате... И не им одговара. Знаете ли колку струи им одговара да има војна со Украина? Некој профитира, некој од тоа. Или на Кина, или на Тајван, или на Блискиот, или... Погледнете со Сирија што направија. Асад е во Москва, пребега со жена му рече, ја овде не ти седам, еве ти развод, ќе се сели и нормално ќе се сели. Отиде, преку ноќ си отиде. И преку ноќ, нели, бунтовниците станаа ослободители, а претходно беа ИСИС и требаше да ги колеме и да ги тепаме. Која дволичност тераат? Ама сите до еден. Иран, Израел, Палестина, палестинскиот народ е исто како украинскиот, злоупотребен за нечии лукративни цели. Пари, вооружување, таму се главните пари. Но ако во Америка успеат да ги спречат, затоа што имаат... Доналд Трамп нема таа сила. Он е моќен, он ќе направи за народот. Ама видовте во 4 години колку може. Затоа, ова што Елон Маск му се појави и му рече, слушај, дечки, ти си моќен, фајтер си, свака ти част, фајт, која... 3 атентата преживеа. Ама не играш добро играта. Па која игра да ја игра? Му го донесе амнеи од Аргентина и му рече вака. Ја влегов со лавабо у Твитер и направив слободна зона. Демократијата во Америка дојде преку бившиот Твитер, сега X, не дојде преку Facebook, YouTube, Instagram, не дојде преку CNN, NBC, CBS, дојде преку X, слобода. Народот отиде. Така ли е? Слобода. Само македонецот остана на Facebook, на најкриминалистичкото легло. Да, и јас сум таму. Ама исто се што пренесував на Facebook, вадев од X. И им викам, ги молам, абе дојдете на X, тоа е слободната зона. Барем за поддршка, ама ја не разбирам. Онда седи си. Ние бевме првите кои прифативме локдаун за време на короната и рековме добро. Ние бевме први кои кога рекоа војна Украина, Русија, ние на страна на Украина, ура! Наместо да се држиме со еквидистанца, да не поттикнуваме војна, затоа што тоа се православни браќа. Многумина од вас идат, но повеќето не идат во црква, затоа што во црква се молиме за сите христијани. Нема таму рус, бугарин, грк, украинец, ова или он. За сите се молиме, да нема војна, да има благодет. Ама тоа е искрено, не е тоа формалност. Чувајте се, драги мои, и молите да овие бидат што е можно потрапави,
Овие што ја губат власта и што треба да ја предадат, што помалце, бидејќи гледате како Луи, после мене потоп. Они би го запалиле светот само за да другиот не ја добие власта. Они нема да ја добијат, јасно им, ама да го запалат светот за да нема што да добијат. Па, дечки, ова не е Русија, Наполеон кога освојувал, па наоѓал се запалено, или Хитлер кога освојувал руска територија, му палеле за да нема што да овакво. Затоа што тоа било само жртва за себе. Ова бараат цел свет да се жртвува за нивната перверзија. Епа, нема да може. Thank you and fuck you. Кво вадис? Вадис де кво ваде ретро omnia mea mecum porto per aspera ad astra.